Беше тоа на 3 октомври 1885 година, кога во весникот График е запишано: постои големо ривалство меѓу Србија и Бугарија. Србија се плаши дека Македонија ќе падне во рацете на Бугарија. Крал Милан спрема 100.000 војска, а највознемирувачки дел од кризата е големиот ентузијазам кај неговиот народ кој во секој момент може да востане против Македонија. Во тој случај, многобројното население во Грција исто така ќе востане и ќе сака да зграби дел од Македонија. Беше тоа на 3 октомври 1903 година, кога над Цапари, местните чети, командовани од војводите Аце Колари и Јанаки Магарештанец, воделе жестоки борби со многобројна турска војска. Загинале 45 востаници. Бојот кај Цапари представува последна вооружена борба во районот Цапари-Ѓавато-Смилево. Востаниците потоа добиле наредба да го соберат оружјето, а ѓакон Евстатиј добил задача да ги складира пушките. Беше тоа на 3 октомври 1929 година, кога кралството на србите, хрватите и словенците е преименувано во Кралство Југославија, земја на јужните Словени. Беше тоа на 3 октомври 1991 година, кога председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, според Уставот, почна со работа во услови на непосредна воена опасност, оценувајќи дека е на победок граѓанска војна. Представниците на двете републики, Хрватска и Словенија, излегоа од председателството. Беше тоа на 3 октомври 1995 година, кога врз председателот на Република Македонија, Киро Глигоров, е извршен атентат. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди во пределот на главата. На местото на атентатот загина неговиот шофер Александар Спировски, а е повреден телохранителот на Глигоров Илчо Теовски. Како последица од повредите почина и случајниот минувач Христо Христоманов, а беа повредени и Климе Коробар и Јован Атанасовски. На 2 октомври 2002 година конституирано е третото по осамостојувањето собрание на Република Македонија. За председател на собранието бил избран Никола Поповски. Беше тоа на 3 октомври 1971 година, кога во Скопје е роден Дарко Митревски, македонски филмски режисер. Од 2007 година живее во Лос Анџелес, Калифорнија. Митревски е режисер на филмовите Збогум на 20. век, Балкан Кан и Трето полувреме, како и на документарните серијали Уа Шнајдери и Досие Скопје. Во 1922 година, на 2 октомври, починал Миодраг Мицев, истакнат македонски научен работник на полето на невротичните состојби и психоматските заболувања, професор на Медицинскиот факултет и на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Меѓу најзначајните негови трудови се Психоанализата на театарот, Интимно за мажите. Роден е во Белград во 1935 година. Беше тоа на 3 октомври 2016 година, кога почина Љупка Димитровска, македонско-хрватска пејачка. Димитровска Калогера е родена на 25 јули 1946 година во Скопје. Беше доајен на забавната музика во поранешна Југославија, а врвот на својата популарност го достигна во 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Првиот албум Љупка го објави во 1975 година, а зад неа се речиси децении музичка сцена во текот на која отпеа многу хитови, незаборавни песни кои ги напише незиниот веќе покоен сопруг Никица Калогера. Љупка Димитровска учествуваше на Југовизија во 1970-та, кога со Бај Бај го освои 6-то место. Повеќе пати пееше на Сплитскиот фестивал, а хитовите "Годините не се важни", "Јас го сакам, тој мене не", "Нема веќе љубов", "Ке се лути мојата мајка" се влезени во југословенската музичка антологија. 3 октомври е светскиот ден на пешачењето.